Почитувани представници на медиумите, почитувани работници. 28 јануари е денот кога работниците зборуваат. Овој протест е за вашите плати, затоа што истите не стигнуваат од први до први. Овој протест е против неправдата, затоа што тие земаат 10 пати поголема плата од вашата. Овој протест е поради тоа што тие за себе обезбедуваат 250 евра зголемување на нивните плати, а за вас ниту 25 евра. Овој протест е за вашите деца, за вашите ќерки, за вашите синови. Овој протест е за вашите внуки, за вашите внуци, за да ги зачуваме нашите семејства во Македонија и да не ни заминуваат во странство. Овој протест е против игнорантскиот однос на владата и на работодавачите, кои не се договорија да ги зголемат вашите работнички плати онака како што заслужувате и како што барате. Овој протест е за зголемување на сите плати на работниците за најмалку 6000 денари преку зголемување на минималната плата на најмалку 600 евра. Овој протест е заради тоа што тие не водат грижа за вашите семејства и не водат грижа за вас, а вие со вашето право на глас им го давате луксузот во кој тие живеат. Сите кои не сте се повикале сами, ја користам приликата да ве повикам денес, да ни се придружите на големиот работнички протест на улица утре во 17 часот. Облечете се топло, ставете капа, шал и дојдете на улица во мракот со работниците за да не ве препознае никој доколку ви се заканува. Не треба на никој да му се плашите затоа што на никој не му должите апсолутно ништо. Им должите само на вашите семејства пристоен живот. Ве повикувам сите и синдикалци, и работници, и пензионери кои зимате пензија од работничките плати од придонесите кои ги плаќаме од нив. Да ни се придружите, затоа што само во јануари сте посиромашни за 1000 денари. За 2 години, колку што одбива владата да ви ја зголеми платата и колку што одбиваат работодавачите да се договорат со работниците да се зголеми платата, посиромашни сте за 9500 денари или онолку колку што е зголемена вредноста на синдикалната минимална кошница. Аргументи има многу. Изговори немаат ниту еден. Самобендисаноста на одредени луѓе значи да ве држи во сиромаштија затоа што 200.000 од вас живеат со плата под 30.000 денари. Замислете 10% од нив да излезат на улица утре. Колку брзо се менуваат работите и колку брзо растат платите. Ве охрабрувам да не се плашите на никој и да излезете рамо до рамо со синдикалците, со работниците и да им дадете поддршка и ако имате повисока плата, затоа што се бориме и за вашата плата и таа да се зголеми за најмалку 6000 денари. Се бориме дури и за платите на критичарите, на оние кои не напаѓаа изминатите денови. И нивните плати ќе се зголемат за најмалку 6000 денари. Нека одат сами и нека побараат на нивните менаџери, директори, функционери, министри, зголемување на платата и да видат како од омилени им стануваат најголеми непријатели. Утре е денот кога работниците зборуваат. Колку гласно ќе зборуваат, зависи од вас. Ние ќе бидеме на улица и затоа уште еднаш ве повикувам да ни се придружите. Со вашите семејства, со вашите колешки и колеги со кои најчесто зборуваате како е тежок животот во Македонија, како не се преживува од први до први, како треба да ви се зголемат платите. Утре вашето присуство на улица ќе зборува погласно од било која дискусија која сте имале во вашите семејства, на вашите работни места. Ве молам да разберете дека другите не бројат и дека другите сметаат дека ако не дојдете, им давате огромна поддршка да не ви ја зголемат платата. И дека вие добро живеете. И дека вие зборувате само за убави работи. Но реалноста е друга, не ги симнаа розовите ночари и затоа се гледаме на улица во 17 часот од пред символот на работничката борба, работничкиот дом, пред собранието, каде што пратениците се слепи и глуви на предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на вашите плати, а имаат по 2, 2,5 и 3.000 евра плата. Продолжуваме кај газдите, кои се најголемите виновници, кои 36 години ви ги иселија најголемиот дел на ваши пријатели
другари, семејства од Македонија и завршуваме пред владата. Пред истата влада која како символ 36 години не прави апсолутно ништо за работниците. Мораме да кажеме гласно дека платите во Македонија се мизерни, дека функционерите за себе си обезбедуваат луксус на грбот на сиромашниот народ. Мора работниците да сватат дека само заедно можеме да се избориме за работничките права. И благодарам. Од КСС според посегашните нивни излагања очигледно е дека нема да го поддржат нови протест, исто така и да обвинуваат за партиска поврзаност. Кој е вашиот коментар во тоа? Во ССМ е забрането пушењето. Колегите кога клечат да видат дали ги болат колената. Инаку не го поддржуваат Сојузот на синдикати на Македонија. Ги поддржаат нивните членови кои патем и не знам зошто им се членови. Се бориме 6000 денари да се зголемат платите на членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати, која не сака да се бори за зголемување на платите, а незиниот председател дава изјави дека малку се зголемиле функционерските плати и дека треба уште повеќе да се зголемат. Тие се борат за функционерите, за тоа што уживаат и се миленичиња нивни, ние се бориме за работниците, разликата е огромна. Имате ли сознание дека во некои институции било забрането на работниците да излезат да дадат поддршка на нашите? Ги собираме сите информации и во четврток ќе ги објавиме со име, презиме, фотографија, пораките кои им ги праќаат на работниците, заканите и уцените. Работниците не треба му се плашат на никој. Македонска пошта, ќе ја споменам како првиот пример за тоа што колегите протестираат таму за тоа што до 15 во законскиот рок не добија плата. Еден од тамошните директори, мене лично како председател на Сојуз на синдикатите на Македонија, ми се закануваше дека ќе ми поднесува тужби само за да ме замолчи и да го минира протестот. Денеска добив информација од колешките и колегите дека им се заканува дека ќе ги брка од работа затоа што синдикатот застанал со нив и затоа што од кога застана синдикатот со нив тие добија плата. Нема да му подклекнеме на никој и не му се плашиме на никој. Работниците треба да знаат дека тука сме заедно и дека сме побројни. И кога ќе го видат заменикот директор во неговиот град, на неговото работно место, да го прашаат како живее тој, а како живеат тие. А што да сепак некој ги избркате од пошта? Врз основа на што ќе избркаат од пошта? Затоа што протестирале луѓето за тоа што не можат дома на децата да им однесат корка леп? Затоа што директорот е поставен политички таму да има голема плата наспроти работничката плата, да си дава оставка одма, да го разрешуваат од влада, или утре вечер поминуваме пред Македонска пошта, го поздравиме, нека не чека таму. А кои други синдикати очекувате да ве поддржат? Некои изразија веќе поддршка и дали само од Скопје има работници или од другите градови се? Огромен број на работници се јавуваат дека ќе присуствуваат на утрешниот протест, се само организираат да присуствуваат затоа што мизерните плати ги притискаат толку многу, а овој месец е најтежок во годината. Не можат веќе да преживеат. Сите прави синдикати, сите прави синдикалци го поддржуваат протестот затоа што ги поддржуваат работниците, не го поддржуваат Сојузот на синдикатите на Македонија. Главна задача на синдикатите е да ги поддржат работниците и кога работниците излегуваат на улица, тие да бидат со нив. Јас веќе еднаш кажав, утре само еден работник да дојде на протестот, цел Сојуз на синдикати на Македонија ќе застане со него. Други ден исто. Се додека калкулираат со работничките плати, а се залагаат за зголемување на функционерските плати, со среќа нека им. Се разбира, Советот и председателството пред неколку денови донесоа одлуки согласно кои овој протест е само почеток. Ако нема слух од спротивната страна и продолжи игнорантскиот однос и односот со подсмев кон работничката мака, продолжуваме со блокади, продолжуваме со таргетирани институции, таргетирани локации каде што ќе ги блокираме како што не блокираат цела година. Продолжуваме со генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор и ќе дадеме можност на секој еден работник, како што коментира, дека во Грција, во Белгија, во Франција протестираат и штрајкуваат, да протестира и да штрајкува и тој заедно со нас. 24 часа ќе го блокираме општеството, ќе го блокираме системот кој е највиновен за ваквата состојба и ќе собереме, како што кажав, 10.000 потписи, ќе станеме овластен предлагач како пратениците
и ќе побараме да се изгласаат намалување на нивните функционерски плати за 80% затоа што уште 10 ќе си ги зголемат и да зголемат минималната плата на најмалку 600 евра и за 100 евра да ги зголемат сите останати плати на работниците. Револтот ќе продолжиме да го изразуваме и на улица и институционално. Мора да разберат дека сиромашен им е народот. Водат најсиромашна држава со најсиромашни работници и се фалат за тоа. И срам да им. Бизнес конфедерацијата смета дека секоја покачување нели надвор на предвиденото ќе предизвика тежок удар на стопанството, исто така дека нели приватниот сектор не може да се овозможи во моментот, како е вашиот став? Бизнес конфедерацијата може да си овозможи џипови, викендици, луксузи, одмори, нешто што работниците не можат да си го овозможат. Со нашата под им го ствараме капиталот. Капиталот кој треба да го споделат со работниците. Огромни профити. Официјални податоци врз основа на анализата која имате сите вие ги демантира сите нивни ставови, сите нивни изговори. Трагично е тоа што тие подклекнаа под притисокот на владата за да не им го затвори владата бизнисот. Трагично е тоа што се повлекоа од процесот на преговори со синдикатите за зголемување на работничките плати, а трагично е тоа што владата, одбивајќи да ги субвенционира придонесите на работниците во период од 12 месеци како што побара бизнис секторот, денеска е за 10 милиона евра покусо во буџетот, затоа што работодавачите од денеска ќе ги плаќаа придонесите за сите работници на кои ќе им зголемеа платата за 6.000 денари или во просек, ако 200.000 работници ви живеат под 30.000 денари, директно добија 6.000 денари, денеска газдите ќе плаќаа уште по 50 евра придонеси за задолжително социјално осигурување, тоа што беше нивно главно барање, а владата го одби како единствено можно решение за да го сосече социјалниот диалог и да ги држи работниците во сиромаштија. И за една година, заради суетите на поединци во владата се откажа од 120 милиони евра во буџетот по однос на придонеси за задолжително социјално осигурување. Но полесно им е да земаат кредити, да ги плаќаме ние, вие, вашите деца, дури и вашите внуци. Ви благодарам и ве чекам утре во 17 часот.